Добар ден, ученици, оде училницата. Денес имаме предмет математика во второ оделение со наставна содржина броеви до 100. Јас сум наставник Светлана Бовевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. Што очекувам од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења за броење од 1 до 100. Да ги знаете целите десетки до 100, да се запознаете со броевите на секоја десетка, да ги препознавате и пронаоѓате броевите на табелата стотка и број на низа, да умеете да броите нанапред и наназад. Табелата стотка ја знаете сите од минатата година во прво оделение. Тука се наредени броевите од 1 до 100. Потребна ни е за да можеме да броиме напред и наназад. Да се запознаеме или подсетиме на броевите до 10. Тоа се броевите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Броеви од првата десетка се броевите од 1 до 10. За секој број има поставено квадратче. Значи, за бројот 1 има едно квадратче, за бројот 2 има 2 квадратчиња, за бројот 3 3 квадратчиња, за бројот 4 4 квадратчиња, за бројот 5 5 квадратчиња, за бројот 6 6 квадратчиња, бројот 7 7 квадратчиња, бројот 8 8 квадратчиња и бројот 9 9 квадратчиња и бројот 10 10 квадратчиња. Бројот 1 во првата десетка е најмал број, а бројот 10 во првата десетка е најголем број. Една стотка е составена од десетки. Да се подсетиме од лани. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Забележувате дека сите десетки имаат по 2 цифри, а само бројот 100 има 3 цифри, односно е составен од 1 и 2 нули. Сите десетки имаат очиња, со тоа докажуваме дека броевите живеат и ние заедно со нив работиме. Броиме десетки од првата стотка нанапред. Кога броиме нанапред, започнуваме од 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Кога броиме наназад, започнуваме од стотката и броиме 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10. Броевите се составени од цифри и двоцифрените броеви секогаш имаат 2 цифри. Едноцифрените броеви имаат 1 цифра. Сите броеви запишани со цифри ги читаме и со зборови. Овде бројот 11 го читаме 11. Бројот 20 го читаме 20. 11 е најмал број од втората десетка. 20 е најголем број на втората десетка. Забележувате, кога го изговарам секој број, на крајот завршува со Т. Значи 11, 20. Треба правилно да ги изговараме броевите. Сега малку да броиме од 1 до 20. Започнуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Забележувате кога го изговорам бројот 14, кажувам 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Значи изброивме од 1 до 20. Сега да броиме наназад од 20 до 1. Започнуваме од 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Значи, се подсетивме на броењето од 1 до 20 и од 20 до 1 наназад. Сега да се запознаеме на броевите од првата стотка. Ги кажавме десетките, првата стотка има 10 десетки. Еве ја првата десетка и броеви на првата десетка се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Забележувате дека првиот број се со сина боја, а последниот е со црвена боја. Значи, кај првиот број започнува десетката од 1, а завршува на 10. Значи, броеви на првата десетка се од 1 до 10. Броеви на втората десетка се од 11 до 20. Значи 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Значи започнуваат броевите на 11, завршуваат на 20. Па продолжуваме во третата десетка. Броеви во третата десетка се од 21 до 30. Значи 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Броеви на четвртата десетка започнуваат од 31, а завршуваат на 40. Значи 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Броеви на петата десетка забележувате таму каде што завршуваат броевите на претходната десетка, значи на четвртата десетка завршија на 40, во петата десетка започнуваат од 41 и завршуваат до 50. Значи броеви на пета десетка се 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50. Броевите на шестата десетка исто така почнуваат од 51, завршуваат на 60. Значи 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60. Броевите на седмата десетка започнуваат од 61, завршуваат на 70. Значи 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Броевите на осмата десетка започнуваат од 71, а завршуваат на 80. Тоа се 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80. Таму каде што завршуваат броевите на осмата десетка, на 80, започнуваат на деветата десетка. Значи почнуваат од 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90. И последната десетка, тоа е десетата десетка, започнуваат броевите од 91 до 100. Значи 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и 100. Што забележуваме на табелата? Забележуваме дека имаме 10 десетки, значи прва, втора, трета, четврта, пета, шеста, седма, осма, девета и 10 десетка. Секоја десетка започнува со бројот каде што завршува претходната десетка. Првата десетка започнува од 1 до 10, втората десетка започнува со бројот 11, завршува со 20, третата започнува со бројот 21, завршува на 30, четвртата започнува од 31, завршува на 40, петата десетка започнува на 41, завршува на 50, шестата десетка започнува со бројот 51, завршува со 60, седмата десетка започнува со 61, завршува на 70, осмата десетка започнува на 71, завршува на 80, деветата десетка започнува со 81, завршува на 90 и десетата десетка започнува на 91, а завршува на 100. Забележувате со црвена боја дека се напишани последните броеви на десетките, и тоа се целите десетки, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Едноцифрени броеви се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и ги има купно 9. Најмал двоцифрен број во оваа табела е бројот 10, а најголем двоцифрен број е 99. Сега ќе се обидеме да броиме нанапред за 3 места, почнувајќи од даден број на бројната низа. Да видиме. Започнуваме од бројот 2 и броиме нанапред за 3 места. Едно место, 2 места, 3 места. Значи започнавме 2, па по него доаѓа 3, 4, 5. Значи од 2 за 3 места поместено дојдовме на бројот 5. Да пробаме да броиме со двоцифрен број. Црвеното крупче ви стои на бројот 49 и означува дека треба да започнете да броите 3 места нанапред. Ајде да се обидеме. После 49 доаѓа 50, 51, 52. Значи 3 места нанапред од 49 изброивме и дојдовме до 52. Сега да започнеме од бројот 78. Одиме нанапред, едно место 79, уште едно место 80, уште едно место 81. Значи од
78 за 3 места нанапред е бројот 81. Сега да се обидеме да броиме наназад за 3 места почнувајќи од број. Еве еден број, тоа е бројот 9. Стрелката ви покажува дека треба да броите наназад. Наназад се брои налево и погледнете. Едно место, 2 места, 3 места. Значи наназад 3 места од 9, имаме 8, 7, 6, значи од 9, 3 места наназад стигнавме до бројот 6. Ако започнеме од бројот 18, стрелката ни покажува до каде треба да стигнеме и броиме едно место, 17, уште едно место, 16, уште едно место, 15. Значи, од 18, бројќи наназад за 3 места, дојдовме до бројот 15. На табелата имате скриени броеви. Да се обидеме да ги откриеме скриените броеви со броење. Значи, 1, 2, 3, 4. На зеленото квадратче стои бројот 5, 6, 7, 8, 9, 10. На виолетовото квадратче, значи треба да биде бројот, така е, 11. Продолжуваме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Забележувате дека после 29 доаѓа бројот 30. После 36 треба да биде бројот под синото квадратче, точно 37. После 42 доаѓа 43. По 54 доаѓа 55. После 67 доаѓа 68. Значи, после 73 доаѓа 74 и во 98 или меѓу 98 и 100 го препознавате, тоа е бројот 99. Табелата стотка ја откривме. Забележувате дека сите се со различна боја, за болесно да можете да ги откривате десетките. Забележувате во табелата стотка дека сите броеви во колона завршуваат на иста цифра. Значи, во првата колона завршуваат на 1, во втората завршуваат на 2, значи 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Забележувате секаде, еве во седмата колона имаме соедум, па 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97. Што е уште забележливо? Гледате дека кај целите десетки броиме напред по 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Но забележуваме дека и кај сите други колони, броевите повторно во колона се бројат по 10. Еве во шестата колона 6, 16 е за 10 поголем од 6, 26 е за 10 поголем од 16 и така натаму. Во редот забележувате дека се брои преку 1. Значи 1, 2, 3, 4, 5 до 10. Значи наредени се сите десетки од 1 до 10 според десетките. За домашна задача имате да научите да броите нанапред и наназад до 100 и да ги научите броевите на секоја десетка, од која број започнува десетката и на кој број завршува. Да ги научите кои броеви спаѓаат во секоја десетка. Благодарам на вниманието.
Поздрав и до видување до следното видување.